Ајде да споделиме пак екранот да видиме како и што. Дали го гледате сега пак екранот? Црно е, значи не, ништо не гледате, ти падна платформата пак. Со проблеми во вклучувањето, денеска точно во 10 часот започна пробниот час за учениците и наставниците кои новата учебна година ќе ја организираат преку националната онлайн платформа. Националната платформа денеска се покажа како крајно нестабилна. Па денеска, бидејќи втор ден имаме како имаме проба со националната платформа, се уште не е како што треба. Значи, од моите ученици денеска само 9 ученици успеа да се уклучат. Најверојатно имат проблеми со уклучувањето, а и сигурно се ажурирал платформата, така да не можеме да кажеме со сигурност што и како е. Со истите проблеми се соочуваа и училиштата во регионот. Некои од професорите најавија одредени проблеми, некои од професорите пробаа на некој начин се вклучија со учениците. Мислам дека секи се среди и дека учениците ќе почнат да се вклучуваат на платформата. Класните раководители пробаа да се вклучат во националната платформа. Дел од нив успеа да се вклучат со по 1 или 20 ученици, а кај дел од наставниците има проблем. Дел од наставниците успеаја да се вклучат и да ги регистрираат учениците. Платформата за учење од далечина веќе е ставена во функција и се надеваме дека во иднина нема да имаме проблеми, ќе можеме да функционираме безпрекорно. Платформата гледаме позитивно, се надеваме дека ќе биде се во ред со приклучувањето. Вчера имаше малку паѓање на системот, се надеваме дека професорите од Финки ќе го средат сето тоа. Од ресорното министерство убедуваат дека до стартот на учебната година проблемите ќе бидат сведени на минимум. Резултатите од тестирањето на терен се целосно сондирани и е започната оптимизација на ресурсите. Тестирањето продолжува и во текот на денешниот ден. Како резултат на истото посочуваме дека е возможно повремено да добивате порака за грешка при поврзување со базата, што е очекувано во предметната фаза на тестирањето. Соопштуваа денес од Министерството за образование и наука. Стартот на учебната година ќе биде комбиниран. Освен онлайн, ќе се учи и со физичко присуство на ученици од прво до трето одделение. Подготовките од наша страна се завршени, направени се сите подготовки околу делот на интернет мрежата, ставени нови рутери, појачена мрежа, интернет мрежа, така да очекуваме дека во овие тешки услови дека училишната година ќе ни почне. Може би со мали проблеми и тоа ќе биде успешно. За сега настава со физичко присуство во регионот е дозволена само во подрачните училишта, додека сите останати основци и средношколци ќе мора да учат преку компјутер.